На последната работилница за подготовка на платформата за социјална инклузија на млади и жени беше усвоен предлог планот за имплементација на локалната стратегија. Поголема инклузија на лицата со посебни потреби во образовниот систем. Децата роми се само дел од проблемите на кои невладиниот сектор, локалната самоуправа, но институциите во наредниот период треба да изнајдат решение. Тоа се во однос на жените, жртви на семено насилство, жените самохрани мајки, понатаму жените од руралните средини, како посебна категорија се издвоија за социјална инклузија која што треба да биде опфатена лицата со посебни потреби, со тоа што нивото на инклузија во различни општини беше различно представено и секаде се излезе спецификата карактеристична за дадената општина и во однос на младите главно се истакна проблемот за невработеноста, средното стручно образование и она што значи сооднос на квалификувана работна сила и потребите на пазарот на труд. Предвидено е вакви локални платформи да бидат имплементирани во 18 градови. Платформата која ќе биде за Штип од останатите ќе се разликува по својата обемност. На претходните работилници произлегува дека имаме навистина проблеми кои што се однесуваат и на мажите, на старите лица, во врска со работничките права и така натаму, така да нашата стратегија ќе се базира токму на овие проблеми и ќе ги опфати сите можни ранливи категории на граѓани, а ние се обидовме на некој начин, значи да обезбедиме партиципативно планирање, што значи дека ги вклучивме сите засегнати страни, меѓу кои што и ранливите категории на граѓани. Од досегашните две дебатирања е утврдено дека моменталната политичка состојба е причина за создавање на нова ранлива група, а тоа е политичката дискриминација. Исто така беше посочено дека околу 60 на работници од Штип во невладината ЕХО се пожалиле на кршење на работничките права.